Вработените од фабриката за шински возила Колска повторно излегоа на штрајк и покрај тоа што фабриката неодамна склучи договор со Македонски железници за поправка на товарни вагони, повторно нема плата за вработените. Велат дека останали без здравствено осигурување. Тврдат дека потпишаниот договор за поправка на 75 вагони не успева да ги покрие трошоците на фирмата. Голем дел од парите одат за репроматеријали и мал дел останува за плати и придонеси. Цела година бевме без работа и упорно баравме работа, одевме, преговаравме и заглавивме и со плати. Значи работа не ни се обезбедуваше, они се вадеа некоја законска регулатива, нема договор, не може да потпишат, нема основа, некој законска основа немале за да почнеме да работиме. Дојде до тоа пред 2 месеца, се потпиша тој договор, направивме договор од 75 теретни коли, се потпиша. Арнама сега раководството наше почнавме да работиме, ние извадивме, досега имаме дека 28 теретни коли направено, ама останавме без здравствено осигурање и без плата. Вработените од Колска велат дека веќе се информирани од страна на раководството на фабриката, дека во тек се преговори за припојување на фабриката кон Македонски железници. Сепак до денес тврдат припојувањето не е реализирано. Бараат да им се реши статусот, да им бидат исплатени платите, и тоа половина за месец декември и останатите од месец март. Мора да се направи нешто, статусот да не се реши прво, бараме, да се направи анекс на договорот, ако не може да исплатат со оваа цена, се направи анекс на договорот со Македонски железници, за да имаме ние средства да се покриваме и да работиме понатека. Прво што бараме и основно сега, значи штрајков е тоа и ставот на вработените, да ни се исплати декември останатиот дел и да земеме плата за март. Не бараме ништо, не бараме преку леп погача. Околу 130 вработени од Колска, кои штрајкуваат од петокот, штрајкот велат ќе го продолжат до исполнување на барањата. За утре најавија дека 1 час ќе го блокираат железничкиот сообраќај на станицата во Велес.